Сите стравуваа, но лошото полека но сигурно доаѓа, а тоа е стапката на инфлација која е се поблиску до 20%. Токму за ова по кој знае кој пат алармира експертите. Економистот Бранимир Јовановиќ за Алфа навреме предупреди дека ако инфлацијата расте, тоа ќе биде погубно најпрво за граѓаните, потоа за малите и средни бизниси, а на крај тоа ќе биде лошо за цела држава која ќе биде немоќна да се справи со ситуацијата. Тоа според економистите се должи на слабото работење на државата и немањето конкретна стратегија која ќе помогне да се излезе од овој тежок период. Според економистите, ако власта и натаму спие, инфлацијата за многу брзо ќе стаса до 20%. Инфлацијата во Македонија е вон контрола, само поради тоа што владата не прави ништо за да ја стави под контрола, и ако владата не преземе ништо, само е прашање на време колку ќе скокне инфлацијата и кога ќе, да кажеме, ќе ги надмине тие фамозни 20% што се најавуваат. А за жал не гледам дека има некои најави, односно некои можности за да се смени нешто во наредните години, така што мислам дека овој тренд на стагнација, односно на животарење ќе продолжи во наредните години и за жал не гледам како би можеле работите да се сменат во некој догледен хоризонт. Дека скапотијата се повеќе го топи семениот буџет, уште еднаш потврди и државната статистика. Поскапувањето најмногу се должи на скапата храна, односно на основните производи, чии маржи се ограничени до крајот на годинава, но тоа нема никаков ефект. Скапата живеачка од ден во ден се повеќе се чувствува врз семејните примања. Па така, ако се суди гласот на стопанството, не очекува уште потежок период со уште повисоки цени. И сегашната стапка на инфлација се очекува дека ќе биде уште поголема. За само една година најмногу поскапеа лебот, маслото за јадење, млекото, јајцата, сирењето, млекото. По нив следат шеќерот, овошјето и зеленчукот. Граѓаните се жалат дека секој ден не се поскапо и поскапо, а со примањата, како што велат, едва се крпи крај со крај. Огон скапо е. Што се прекршија, покачија пензиите 6%, а производите не можеш ништо да купиш. Празно ќе си, чеве 3 работи купив и толку си одам дома. Ова ѓубре, ништо не е. Државата помага, функционира? Ништо не функционира, ништо пропадна. А Европска унија никогаш нема да влеземе, никогаш. Што да речеме, се ке грешиме. Инфлацијата сега до 20% заминува, што сите се плашат. Са бале гледам 17 нешто, скоро 18. Па скапо е секаде е скапо, видиш. Инфлацијата се повеќе им ги јаде париве на луѓево. Тоа си го знае државата. Економистите по кој знае кој пат алармираат дека состојбата не чини и дека државата досега требаше подитно да преземе мерки за ублажување на ценовното цунами. Пакетот антикризни мерки се уште го нема и доцни со недели, но власта вели дека ќе биде, а кога најверојатно од следната недела. За разлика од кај нас кој правиме се за да се исели населението, владите во другите држави прават се за да ги задржат работниците, и тоа со повисоки плати во време на скапотија. Дека Македонија е една од најлошите земји со висока стапка на инфлација од 18,7%, потврдуваат и меѓународните финансиски институции. Друштво и прават, односно полоши од нас е само Украина и Молдавија. Па така, ако државата не направи сериозен исчекор во догледно време, за жал ќе заборавиме на добар економски просперитет, велат економистите, и додаваат дека Македонија само ќе се обидува да преживее, наместо како држава сериозно да се развива.